да бидете денеска со нас, да не слушнете овие еден час за она што имаме да кажеме, што се случува во следниот период и она што се случуваше во периодот кој што е позади нас, период за кој што одговорна е оваа пандемија предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Но пред да продолжам, ќе ми дозволите како што е секаде редот, како што секаде го правам, да се заблагодарам на сите оние кои што го создава Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од својот почеток овде во општина Лозово, а тоа се основачите и ветераните. Ви благодарам за се што направивте и за Македонија и за ВМРО ДПМН. Исто така за мене представува особена чест да се заблагодарам на секој еден член, активиста, симпатизер, до младите луѓе што се дел од Унијата на млади сили, до дамите кои што се дел од Унијата на жени, се разбира до представниците на коалицијата, на партиите кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Без сето ова, можеби ние денеска немаше да зборуваме за една голема, историски најголема победа на изборите кои што ќе се случат на 15 јули. На нешто повеќе од една недела од денес. Почитувани пријатели, сограѓани, ова не се обични избори. Ова се избори на две различни политички партии во основа. Ова се избори каде што или ќе се поддржи злото, олицетворено во СДСМ и Зоран Заев, или ќе се одбере чистината и доброто. Ова се избори во кои што народот избира дали ќе фати лево и ќе поддржи подвитка на кичма, понижување, срам, или пак ќе фати десно, ќе го поддржи ВМРО ДПМН и ќе поддржи со тоа исправена кичма, достоинство и чест. Ова се избори во кои што поддржувате, ако фатите лево, неправда и криминал и корупција, или ако фатиме десно и го поддржиме ВМРО ДПМН, поддржуваме правдина, нула толеранција за криминалот и корупцијата и владење на правото и законите. Ова се избори каде што ако фатиме лево и поддржуваме коалицијата СДСМ Беса или коалицијата за обнова на Македонија. Јас сум уведен, а тоа можев да го забележам уште на првиот собир со граѓани во Охрид кога почна оваа кампања за предвремените избори. Дека народот е обединет, дека народот се собира без разлика на етничките и верски различности околу коалицијата за обнова на Македонија и народот е одлучен да го поддржи ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ова ќе биде огромна победа на 15 јули. Огромна победа за нов почеток. Огромна победа да ги поразиме сите овие политичари од минатото. Гласот за СДСМ Беса коалицијата е глас за политичари од минатото потрошени и истрошени без нови идеи. Гласот за ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија е глас за нови политики, за луѓе кои што се мотивирани, знаат како да се справат со предизвиците до нивната крајна цел. А нашата крајна цел е онаа Македонија за која што, почитувани пријатели, ние сите заедно сонуваме. Македонија која што ќе биде дел од европското семејство. Македонија во која што ќе царуваат вредности. Македонија во која што ќе владее правото и законите. Македонија во која што ќе се почитува македонецот. Наместо денеска да биде граѓанин од втор ред. Македонија во која што криминалот и корупцијата нема да имаат партнери во врхушката на власт, туку жестоки противници кои што нема да ги толерираат. Македонија во која што ќе има перспектива за граѓаните без разлика на нивните етнички и верски различности. Македонија во која што сите ќе се гордеат за тоа што живеат во најдобрата и најуспешната држава на Балканот. Македонија во која што ќе имаме повеќе за секој. Тоа е онаа разлика која што ја нудиме ние, споредено со она која што го нуди коалицијата СДСМ Беса.
А што нуди коалицијата СДСМ-БЕС? Тоа е буквално иста матрица на владење. Тоа е буквално ист принцип на менаџирање на владата, како што и сите поранешни влади на СДСМ го правеа. Во прв чекор лага пред избори. Ке дојдат овде, ке стават раката на срце, ке навалат главата лево-десно и ке почнат да ви зборуваат за жицата, ке ви зборуваат за семето, изгубени низ времето, како талкат, а потоа доаѓа вториот чекор доколку народот им даде доверба, а тоа е национално понижување и срам. Следи потоа третиот чекор, кражба, криминал и корупција, и конечно четвртиот и последен чекор во оваа нивна матрица, а тоа е како да ги злоупотребат обвинителите и судовите, да се пресметаат со политичкиот противник и да се обелат за злоделата од минатот. Еве ќе ви дадам неколку примери. Во првата нивна генерација во 90-тите, се сеќавате, прво што направија откако добија можност се откажаа од знамето тогашно. Се откажаа од знамето на Република Македонија. Второ што направија, го донесоа она срамно референтно име по кој што цел свет не се смееше со она бивша. А кога станува збор за корупцијата, ќе ве молам да се подсетите за мега аферата со штедилницата ТАТ, кога илјадници наши сограѓани беа брутално оплячкани. Втората нивна генерација, предводена од второто нивно раководство од оној мој колега, професор на правниот факултет, тога се случи новата територијална распределба, кога македонските градови во Западна Македонија практично беа обезличени и комплетно предадени. Кога граѓаните во Кичево и во Струга станаат тугинци во своите родни огништа. Тога се случи втората мега корупцијска афера, а тоа се оние познати тенковски делови, ако се сеќавате, кога се расходуваат тенковите, а тогашниот председател на владата направи мултимилионски тендер во евра, се разбира, за да може да дели провизии. За оваа нивна трета генерација немам што да додадам. Тука се случи проширено и надградено предавство. Овие луѓе практично докторираа на срам. Го предадоа народот, го предадоа идентитетот, обичаите, културното наследство, го продадоа буквално името. Продадоа се што имаше за продавање. И повторно со истата теза дека морало ова да се направи за да Македонија биде дел од Европа и за да подобро се живее. А каква е реалноста? Денеска, поради лошите политики и погрешни калкулантски политики на оваа влада, ние броиме стотици заболени од ковид пандемијата и неколкумина кои што го губат животот секој ден. А Европската Унија, Европа ги затвори границите за граѓаните кои што доаѓаат од Македонија. Таа е реалност. Но сакам овде пред вас да зборувам што следи со четвртата генерација доколку имаат и најмала можност. Следи комплетна федерализација на Македонија и нејзино распарчување. Некоја нова платформа, бидејќи го слушавме пред некој ден коалициониот партнер на Зоран Заев, Билал Касами, инаку носителот на листата во 6-та изборна единица, како гордо се фали дека единината била во федерализација, а чекор после федерализација е комплетно уништување на нашата Македонија. Ке го слушнете дека немаат земничка програма со СДСМ, за да вчера на нашето второ и за жал, бидејќи се уплаши последно соочување со Зоран Заев, добиеме потврда дека всушност тие немаат земничка програма, туку имаат договор за следно нарушување на унитарноста на нашата Македонија. До унитарниот
sistem, do унитарната Македонија онаква каква што ја знаеме. Затоа, да остане забележано и кажано, да не биде после тоа не сме зборувале гласно. Гласот за коалицијата СДСМ БЕСА на овие избори значи уништување на унитарна Македонија, нејзино федерализирање и следен чекор нејзино уништување. Секој оној кој што се двоуми дали да заокружи за оваа коалиција треба да знае дека тука заокружува да повеќе ја нема нашата Македонија. Но јас сум уведен дека на 15 јули сите етнички земјици, без разлика на нашите етнички различности и верски, ќе излезат обединети и сплотени, бидејќи ние сме се обединувале и сплотувале во историјата секогаш кога било најтешко и пред многу поброен и пред многу помоќен противник од ова раководство на СДСМ, предводено Зоран Заев, и заедно сме победувале. Така ќе биде и на 15 јули. Се чувствува голема, огромна победа за Македонија, ваква каква што сакаме да биде и за која што сунуваме. Ке дојдат овде пред вас во Лозово и ке зборуваат дека можат, не само што не ја искористија својата шанса овие повеќе од 3 години, туку отидоа неколку чекори наназад, го плячкаа својот народ, го засрамија, го понижија, а својата татковина ја подкусурија, ја расцепкаа дополнително. Народот денеска буквално едвај крај со крај врзува, ни трага, ни глас од оние 30.000 денари просечна плата кои што ги ветуваа. Се сеќавате, ветуваа реформи во правосудството, правда без исклучок, почитување на законите и уставот. А што донесоа? Донесоа Луи Витон куферчиња, донесоа трастра судски одлуки, донесоа срамни пресуди, како во случајот со Колјо. А денеска патриоти по 15-17 години неправедно седат во затворите затоа што имаат греф, бидејќи си ја сакале својата татковина Македонија. А убиците, како оној на малиот Колјо, денеска добиваат затворска казна од 3 години. Ете таква правда и таков мир донесо овие луѓе. Се сеќавате пред избори во 2016 година, кога седеа с крстнозе и ги гледаа во очи родителите на децата кои што го загубија својот живот во Смилковско и ветуваа дека ќе ја дознаеле вистината. А единствено нешто од вистината дознаа кога убиците, сторителите на овој грозоморен чин ги ослободија веднаш откако ја формираа владата во мај 2017 година. Каде е вистината за трагедијата за Нешковски, за Јанушев, за Младенов? Каде се вистините кои што ги должат пред овој народ? Вистината никогаш нема да ја слушнете, затоа што нивната вистина е обоена со лага. Лага која што сакаат да ја материализираат со пари, пусти пари, функции и моќ. Затоа, драги пријатели, почитувани сограѓани, да се обединиме, да станеме, да се исправиме за да ја исправиме Македонија на 15 јули масовно од 7 часот наутро, завршувајќи до 21 часот вечерта. И заедно во 10 часот истата вечер да прославиме ослободување од овие кои што ја заробија сопствената држава и во пранги го завија сопствениот народ. Излезете да гласаме сите заедно масовно за реден број 14, коалицијата за обнова на Македонија која што ја предводи ВМРО-ДПМН. Не сакам да зборувам повеќе за тоа што можеа и за срамот кој што ни го нанесоа. Можам уште многу да зборувам, но не сакам да зборувам за тоа. Сакам да зборувам за нашата книга, за нашата читанка,
наречена проект обнова. Таму, почитувани пријатели, почитувани сограѓани, ќе најдете повеќе од 1000 проекти. Многу внимателно создавани, многу внимателно креирани од структурата во ВМРО ДПМН, заедно со коалиционите партнери, многу експерти партиски определени, неопределени, од земјава и од странство, заедно со вас се сеќавате на оние разговори за обнова на Македонија. Сите вие ни помогнавте да ги испишеме овие 360 страници во нашата читанка, наречени проект обнова. Сите вие сте заслужни за тоа. Затоа јас се користам оваа прилика да ви се заблагодарам од срце. Таму ќе најдете најмалку 25% поголема просечна плата во еден мандат. Таму ќе најдете до 20% се извинувам поголеми пензии и враќање на стариот данок за зголемување на пензијата, кога пензијата 2 пати годишно растеше. Таму ќе најдете најмалку 1000 километри реконструирани и нови патни правци, локални и регионални. Таму ќе најдете најмалку 4 милиарди евра директни домашни и странски инвестиции. Невработеност под 10%. Таму ќе најдете 0% данок за вработен млад човек до 29 години. Таму ќе најдете најнизок данок во Европа, рамен данок од 8%. Таму ќе најдете реконструирано, реиндустриализирано стопанство, иновативен пристап кој што ќе овозможи повеќе за секого. Таму ќе најдете најмалку еден универзитет во првите 1000 според Шангај. Тоа е за студентите, за младите, за нашата иднина. Без учени луѓе нема иднина. Таму ќе најдете ослободени студенти од партиципација во учебната 2020-2021 година. Таму ќе најдете намален данок на додадена вредност за хотелиерите и угостителите до 2021 година од 18 на 10%. Таму ќе видите дека ВМРО ДПМН во новиот мандат ќе донесе закон со кој што се забранува извршување на живеалиште, ако е тоа единствено живеалиште во кое што живеат луѓето и семејство. Таму ќе најдете најмалку 640 милиони евра субвенции за земјоделците. Нов иновативен пристап при откупот, да биде достоинствено платен трудот на земјоделецот, за да може да се чувствува горд затоа што е земјоделец. Да го вратиме сјајот на нашите полиња и нашите ниви. Таму ќе најдете навистина повеќе за секого реформи во правосудството и правна држава, здравствен систем со реновирани болници и фокус кон превенцијата, инвестиција во здравствените работници, а не инвестиција во тули, каде што ќе врват тендерите во 4 очи. Таму ќе најдете буквално за секого по нешто. Затоа ве повикувам слободно, земете ја ова наша читанка и слободно гласно зборувајте за неа. Јас нема да дозволам вашиот образ да биде обесчестен, застрамен. Слободно зборувајте со овие 360 страници. Истите во 4-годишниот мандат ќе бидат реализирани, а ние ќе обновиме Македонија. Радувајте се и вратете ја на смевката на вашите лица. Доаѓаат подобри времења. Победува обновата. Доаѓаат најдобрите 4 години за вас и за Македонија. Ке ми дозволите на крај да кажам неколку зборови за носителот на листата, Игор Јанушев, генералниот секретар. Човек кој што е буквално пораснат во структурите на ВМРО ДПМН. Човек кој што со својата трудолюбивост, решителност, одлучност, човек кој што буквално со часови ги завршува задачите и
предвреме кога тие се поставени, но истовремено бара и задачите кои што ќе ги постави да бидат извршени на време, мотивира. Не мотивира сите во штабот. Човек кој што овде е пред вас и ја бара вашата доверба наспроти Љупче Николовски, кој што го слушавме во минатото, кој многу пати лажеше од името на неговиот стопан, чиј што слуга е, а тоа е Заев. Од една страна го имате честен, честит, вреден патриот, човек кој што си го љуби својот народ, татковина, Игор Јанушев и Љупче Николовски, слугата на Заев. Ве повикувам, ве замолувам, рано наутро, од 7 часот на 15 јули да излеземе и да го заокружиме реден број 14 пред името на Игор Јанушев за голема победа на коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Да сте ми здрави и живи! Да ни е вековита Македонија Лозово, ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам од срце.